Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Здраво, драги мои македонци, добро дојдовте во новото издание на Старс. Јас Јанковска Ивана, денес заедно со вас, секако и со мојот тим, ви имаме припремено нешто на вистина многу интересно. На вас останува единствено да се насмеете, да се опуштите, да се сместите удобно, затоа што почнуваме. Како што е редот да ги најавам првично нашите гости, гости кои што важат за едни од најавтентичните кога станува збор за музиката и едни од најавтентичните кога станува збор за водителството. Што тоа значи? Тоа значи дека се оригинални, уникатни на нивен начин, станува збор за македонската авангарда, Александар Ристовски принц и нашиот најконтроверзен водител Давид Давидовски. Добре ни дојдовте официјално. Ма јас како бев гласна тука зборам. Фала на поканата, Еверат. А ти помогнам да јас да бидам гласан. На вистина сум среќен, ова е моје прво гостување на телевизија Алфа. Среќен сум што гостувам вакво спектакуларно ток-шоу и среќен сум што гледам една убава девојка како тебе, прекрасна водилка и две вакви девојки, убави, згодни. Ке си добиеме, после ке се пишеме бројчиња и чест ми е што гостувам со... Зашто ке си пишете бројчиња? Чекај само да прашам уште на почеток. почеток. А што морна си ти нешто дека со тебе не, да прашам, само да прашам чисто зашто ке пишувате бројчиња. Девојките обично секој ќе раскажуваат, веруваме дека вечерва ќе ти раскажат. И чест ми е што сум гостин со ова авангарда, мој добар пријател, легенда. Сакам да кажам дека оваа комбинација на гости не ми дојде така баш случајно да ја направам, него ми дојде баш поради тоа што прочитав една изјава на Давид за некој пишан медиум која што гласеше, сега не знам дали точно ја кажувам, но беше некако во стил јас сум принц кога принц бил на мои години, на млади години. Давид, така е? Така е. Принц, ти го гледаш ли пример како Давид, дека тоа си бил ти на млади години? Згоден сум. Значи, благе везе нема. Чекай, сакаш да кажеш дека не сум убав и згоден или што е работа? Не, кажува за ја на твои години. Не знам, јас си го гледам Давид као сосема свој ентитет. Апсолутно не го поврзувам со ништо. Јас сум чул дека за него кажале и со други некои го поврзувале, што исто благе везе нема. А и мене ме поврзувале порано со овој, со оној. Така да... Битно не ти пречи, Нормално е дека не ми пречи. И секој си има своји некои примери, идоли и така натаму. Еве, јас си го носам идолот, еден од идолите на мајца. Иако, например, со Владко, многу често сме имали полемики и никогаш не сум му ни кажал дека ми бил идол. И сега вака седим еден до друг и полемизираме, се расправаме нешто за авторски права, за такви работи. И сега од тука нагоре ние се расправаме. Меѓутоа, од тука надоле му ги гледам рацете на маса, вака си прави. И јас сега тука се расправам, а очиве ми ги гледаат раце него и си кам, леле, овие се тие раце. Што ме инспирира. Така, тоа е тоа што многу гитари. Да. Знаеш зашто го почнав точно вака ова наше денешно дружење? Заради тоа што и ти во тоа време си бил доста уникатен со својот стил на изразување, својот стил на облекување, си бил многу поразличен. И сега, пример, кога некој човек е поразличен во денешно време, па не само во денешно, него и во тоа време порано, често е мета и на позитивни и на негативни коментари. Па сакав само чисто да направиме на паралела со тоа време, како пример ти си се соочувал со тоа како те доживувале луѓето? Па као што ме доживувале тука, тогаш се уште ме доживуваат така. Некои работи не се менуваат. Пред да дојдам тука, викам, ај ќе укуцам да видам контроверзен, што у суштина у речник што пишува, пошто вака си знаеш, ама викам, ај можда ќе прочитам нешто друго, нели? Контроверзно било нешто што е загадочно или се запрашуваш што е, кој е, каков е, значи човек кој што не ти е баш јасно што е, како е. И тие такви, знаеш, доживувања кон мене се уште траат, кој е, што е, како е. Значи, а обично тоа е, знаеш како, геј, наркоман,
насилник, Чекај за тебе тоа. За тебе алкохоличар. биле сите тие Нормално. И за кој друг? И ден денес. Контроверзното во контроверзноста е што не сум ништо од тоа. па нормално не мора да значи дека сето тоа што го зборуваат луѓето сме јас го кажав тоа уште на почеток. Кога си поразличен и кога се двоиш од толпата, нормално е сите луѓе да си имаат некакво мислење. Заради тоа што најчесто таа комфорт зона на луѓето кои што им ја дава дома седејќи во кревет не им дава да излезат од таа комфорт зона нивна за да можат да направат нешто поразлично и да се сносат со сите тие позитивни или негативни коментари кои што стигаат до нив. Ја не мислам дека сум бил нешто посебно авангарден. Поише би кажал дека другите биле многу обични, премногу обични за па јас сум делувал така малце по-авангарден. Како не е толку необично тоа што еве јас прв пат имам запознаено, правевме интервју со Сара Мејс за песната Копито. Прво самата песна има име Копито, мислам, Копито. Самото име не необично е несвојствено да го има некоја песна, а го има. Сара, тој спот го снимаше во тобоган. Да. И ние се симнувавме со камера, јас, микрофони, 300 чуда, па тоа ако не е нешто поразлично, што е? Копито е песна инспирирана од изрека на Ташко Груевски, кој што нонсто викаше Копито, Копито, уште од пред 30 години и конечно стана песна од таа негова изрека Копито, стана песна. И таа песна е дел од Фам Фатал проектот, кај што се со 5 девојки. И кажав на Сара каде да снимаме и се свиѓаше и одма го снимавме спотот. Супер, едно од омилените песни ми е таа. За Давид првично сакам да кажам дека ни дојде со промена на коса, со некои светки залепени на чело. Тоа знаеш како ги прават и кај нас ги прават често за што ги прават најчесто овие вака што се лепат? За кловновите. Како да не за кловновите? Кој кловн си го видел ти со залепени светки? Јас. Се шалам, шала на страна, сакам да се шегувам на своја сметка. Ти изгледаш како што кажав, баш специфично, носиш некоја многу јака. Овие се сега тренд инаку, морам да кажам. Овие се сиви панталони, овие како ќе Ма ти не ме остави да те пофалам, право. Фала ти, ајде. Пофали почтенаш. Не ме остави воопшто да те пофалам. Сакам да кажам дека навистина изгледаш предобро, дека си ја направи оваа бојана коса специјално за емисијата и јас ти благодарам за тоа. Дека имаш баш добар стил и ми испочитува, дојде ета така како што си каже и самиот. Сега кажи си, ајде, од каде доаѓа, од каде... Овие се тренд инаку, моментално најголем светски тренд се овие. Јактова ми е сосема онака случаен избор, кој што испадна дека ми се совпаѓа и навистина сум пресреќен и многу сум среќен кога ќе се облечам онака убаво. Апропо маветот со принц кој го водевте, јас сакам да кажам дека како што супругот на вашата прекрасна колешка нели е тату мајстор или па како што Ангела на пример е талентирана глумица, секој носи свој талент. Јас на пример се тргнува од главата, од мозокот, размислувањето. Ја на пример сум роден со некој талент за висока мода, јас на пример од гардеробата на вашиот прекрасен колега камерман и нешто од твојата гардероба може да направам навистина светско чудо. Тоа се е до главата. Кажи ми, имаш ли некогаш ти граница до каде можеш да одиш и со твојот стил и со она како се однесуваш, како се изразуваш? Имаше да си кажеш, Давид, окей, стоп, во рете, претеруваш, застани. Да. Нема потреба натака да одиш. Се зависи, се минува со годините. Јас се надам дека нема да го достигнам оној максимум кој што принц го има стопирано на времето и го достае. Не, затоа што како што кажав, така работи мојата глава и утре да имам и жена и деца и внуци и правнуци, тоа сум јас, не можам да се менувам. И не можам да одам против себе си. Сакам да кажам дека времето и општествениот систем кој за жал моментално го живееме ме натера да правам некои цензури, некои да кажам доста е, значи претеруваш. Тоа е причина за тоа е стравот. Стравот. Инаку до пред една година бев навистина многу храбар лудак кој што немав страф и бев онака стварно е. А тоа окей ли е? Окей, затоа што те прави среќен. Сега јас сакам вака да те прашам нешто заради тоа што сепак си премногу релативно млад и немаш не знам колку долгогодишно водителско искуство заради тоа што колку време си на 2 години си? 2,5 години точно. 2,5 години. Сега сакам да те прашам, во тие 2,5 години јас некаде прочитав, не ме сваќа погрешно, некаде прочитав дека и твоја изјава каде што кажуваш, јас сум татко на естрадата. Точно, не да сум татко, веќе дедо станав, како што старам. Како, зошто? Затоа што рече самата, да те цитирам, нема погрешно сваќање, така? Добро. Мојата инаку желба, цел живот е да се занимавам со јавна работа, поготово со водителство и актерство. Не се запишав на академија, се запишав на правен факултет од сек новинарство. Инаку ја сакам и таа работа.
и од секој што сум сакал да се занимавам со оваа работа. Кога ја сватив дека ја гаам таа желба на мои 16 години, во Македонија не постоеше ниту една забавна ток-шоу емисија, сем политички и досадни глупи емисии. Ке се извинам на изразот. 2022 јас бев прв храбар млад будалетина момче од 20 години кој што направи ток-шоу, сите телевизии ми затворија врата. Скоро речи се сите. Чекај, 2021? И втора. Втора па имаше Имаше не постоја. имаше една-две, значи имаше една Да. ствари во која што мислам дека ти имаш работено во таа, ако не Да, се лажам, точно. таа беше единствена, но тоа релативно беше екстремно лоша емисија ради самиот водител која ја водеше. Јас бев прв кој што викаше различни луѓе од различни области кои што се однесуваат за шоу бизнис, правевме. Јас бев прв што ги измислуваше тие игри, тепање, кромити, сечење, не знам што ги играте вие тука. Добро, чекај Затоа сега. имам Тој сосема морам да те право прекинам. да кажам Како дека беше сум прв? татко. Како беше прв? Тоа значи не си го измислил ти, тоа ти некаде си го видел како што Не, е го принц измислев. Јас Како имам го многу игри кои што сум ги измислувал. Сум ги измислувал, а денес на македонските телевизии тие игри се играат. Добро, ајде, нека биде така Така е, како така е, што го верувај дека е кажа. така. Инаку, после мене почна да се прават оние различни, како се викаат, подкасти, ако не се лажам. Да. И кој сака да стане популарен и да се го промовира својот бизнис, направи такви... Добро, подкастите моментално си имаат завземено на вистина многу голем простор на интернет, но како и да, мислам дека се што многу брзо Да, затоа се имам шири. сосема легитимно право да се наречам татко, затоа што многу, например, луѓе кои што се 30-40 години посред мене, јавни личности, мега популарни кои што гостувале, ми кажале, ние се плашавме, не знаевме што е тоа YouTube, не знаеме, ама видовме дека работиш со многу јака продукција и навистина се поминав убаво и сите ми честита и се воодушевува на мојата храброст. Имале многу луѓе кои што навистина биле пресреќни за тоа што го работам и затоа имам право да се наречам татко. Ти благодарам на одговорот, можеби се сложувам, можеби не, тоа си е моје мислење, како и да, тука јас зошто да прашав. Заради тоа што послушнав во едно интервју каде што принц одговара на една девојка каде што го прашува нешто за гордост. И принц кажува, јас не сум горд. Ја за мене тоа. Јас, значи, он што сака може да се доживува себе и да си кажува, јас не го порекнувам бидејќи тоа он така си го доживува и само би го охрабрил, затоа што човек кога го охрабруваш само уште повеќе може да постигне и така натака. Да добие елан. Немам потреба никого да спутавам, да ставам у колосек, никому не прави зло, само може да искреира нешто. Така. А формата која што он ја прави, како што се искажува, на некој ќе му се допадне, на некој не, секојаш си имаш нели своја целна група, Така, публика. И некојаш па ако идеш по кефот на што сака публиката, па никад нема нели никогаш не можеш баш по кеф да им бидеш, или па ако сакаш на сите да им се свиеш, па треба да си ептен, безличен. Да, мислам дека Политичар. не постои тоа да се допаднеш на секој, Така да, поради тоа што не постои. види, креативците, да кажеме, авангардните ликови, секојаш имаат некои работи у кои што и претеруваат, ама тоа е, знаеш, мораш да ги вагаш работите. За нешто ќе ги толерираш, за нешто ќе им се воодушевуваш. Важно е што се ствара нешто, да само нека има креација, нека иде дале. Сега сакам тука да се надоврзам на сите ова што го зборуваме. Јас често знам да го поставам ова прашање на многу мои гости. Тие што ми ја гледале емисијата знаат дека навистина често го поставувам, а тоа е дали може човек да се стекне со успех преку ноќ. Успех и популарност е различна работа. Значи не е успешен човек кој што направил нешто краткотрајно, туку за успех треба малку подолг период, мислам, треба навистина работа за да можеш да го одржиш тој успех. Пред се. Ево ова прашање ќе биде наменето за тебе, па после ќе се префрлиме и кон Давид. Па треба подолго да работиш, бидејќи ако долго работиш, многу повеќе шанса имаш да ги осетиш или да ти се случат твоите 5 минути. Бидејќи може и многу долго да работиш, ама ништо да не се случува, нели? Треба да се погодат некои работи. Например, еве ќе посочам за Фројде жив. Најхит песна да е, најголем хит да биде, ако не и даде шанса на песната, она не може да биде хит. Да, точно. Или па поне толку хит песна, ако и даде шанса, она ќе најде свој пат до публиката и ќе стане хит.
Ова сето го зборувам поради тоа што еве јас лично од мене ќе тргнам. Јас имам пример позади мене, на вистина 10 години го работам ова, како да кажам, новинарство, водителство и се занимавам со оваа професија. Но еве после 10 години тек сега почнувам своја емисија кога веќе имам стекнато луѓе, познанства, ми си имаат отворено некои врати. Ако ништо друго, ги имам изодено скалилата едно по едно. Ги немам прескокнато, поради тоа што јас секогаш тргнувам со таа помисла дека доколку прескокнеш некое скалило и те вратат назад, ќе ти биде многу потешко. Боли, кога ќе паднеш, така. Да, и ќе ти биде многу потешко да се вратиш. Ќе не знаеш кој е патот. А сега пример, ти врати ме пак скалилата на назад. Јас пак знам да ги изодам, оти едно по едно сум го одела. Сега, не зборувам дека во денешно време оваа генерација истото тоа го прави заради тоа што е различна генерација, различни видувања. Повеќе можности имаме. Повеќе можности, да, поради тоа што е присутен интернет, присутни, не знам, многу полесно можеш да бидеш впечатлив, но еве. Но владе егото. Ке се случиш со мене дека самата си каже 10 години си во оваа работа, како водител многу владе егото. Има многу, например, водители кои што имаат его и суета. Кој, например, водител тебе ќе ти договори гостин. Например, не знам, не можеш да договориш некој или ти дига телефон, не можеш да му најдеш број. Кој ќе ти договори? Тоа дали ќе се случи такво нешто? Кој водител во Македонија ќе каже добро за некој друг? Тоа не се случило, тоа сум го правил само јас. Можеби вие, не знам. Кај нас владе егото и суетата, затоа можеби не успеваме. Инаку секогаш не само пред камера, кога да искочам што се вика дома ми се активира јарецот и оние страшни карактеристики кои што мислат луѓето дека сум арогантен, егоистичен и така натака. Инаку јас сум многу мирен и добар човек. Заради тоа што ти пример на секој кој да те нападне, ти му враќаш толку како да те фатил некој за врат или некој ако ти каже негативен коментар, тоа не треба да го сваќаш толку како не знам што да ти кажале, тоа е само негово мислење, тоа не мора да значи дека е вистина или дека е така тоа што го кажува. Зошто враќаш толку? Да не алудираш ти на некој случајно? Не, на никого. Па добро. Буквално на никого. Не, ти гледав вчера интервјуа, буквално за да можам да знам кој ќе седне спроти мене, да знам со каков човек ќе зборувам и пример гледав многу често кога и да се обидат било што да ти посочат, дури и не сакајќи да те нападнат, ти го доживуваш како некаков напад. Преска убаво кажав, за жал во Македонија сите водители, конкретизира мажи, имаат страшна суета и его. И многу ме гледаат како конкуренција, иако сите се постари од мене, значи најмладиот може да е 10 години постар, сите се над 15 години речи си постари од мене, имаат страшна суета и его и сакат само оние да се врват и оние да се центарот на вниманието секогаш. И затоа се прават со цел да ме уништат. А знаат дека јас лесно се палев и тоа е, еве си признавам јавно, тоа е мојата најлоша животна карактеристика, зашто ја лесно се палам. И ја не сум политичар, ја да знам да враќам онака дипломатски, јас сега немаше да седам тука, ќе седев во влада. Ќе го научиш за некое време и тоа е не сакам да го научам, затоа што сум среќен ваков. Не сакам да сум дволичен човек. Сакам она што ми доаѓа при срцето го кажам одма и тоа е тоа. Па добро, убави разговори ми направи, морам да признам. Тука имам уште едно прашање за принцип, а после може малку да се расположиме, да се насмееме со игрите кои што не ги смисли Давид, не знам Ангела. Ангела, сама ли ја смисли играта? Само сакам да те прашам. Браво, не, имаме човек кој што сам си ги смислува игрите, но пред тоа само уште едно прашање имам за принца, тоа е кој е твоето мислење за новата генерација, еве сега ова, за тоа што зборевме со на Давид генерацијата, па и за генерациите кои што доаѓаат доправа, што оно што пример тие имаат, општо или за музичка генерација? Еве пример конкретно кога се работи за музиката, да не ги опфаќаме животните работи, значи што е она што ти си го имал, тие го немале и обратно? Па за некои работи не им завидувам, за некои работи им се восхитувам. Бидејќи, например, ја еднаш ќе се појавев во емисија пред 30 години, утре дента сите ме познаваа на улица. Значи, уште зборам на самиот почеток, нели? Ќе се појавиш во пулсирање и утре сите те знаат, во автобус, звезда си. Така. Сега, например, тоа е многу потешко. Да имаш толку вјуа на интернет, стварно не е лесно. И јас некои од артистиве кои што некои ги упознав и преку Давид, не знаев дека постојат искрено, помлади. Потоа кога ќе, знаеш, им гледаш спотови едно друго и си викаш, леле, овие па имаат своја публика. Значи свака част.
Немаш медиум каде да се пласираш, Точно. меѓутоа сепак нашле начин како да дојдат до својата публика и не се откажале. Што се однесува општо за младата генерација, мислам дека е онака селјачизам и ренесанса до даске. Апсолутно, значи поима Се немаат. исклучат се. Добро, генерализирам, значи поима Да, така, немаат така. ни од филм, ни од добра Тоа е точно. музика, ни од манири, кодекс на однесување, значи мисла дека треба у кафана да се најгласни од сите. Апсолутно нула. Дну дна. Значи порано имало да, меѓутоа Поразлични некако вредности се покушавале неговаат. да се вклопат во некоја поурбана генерација што си била, па некако се ушалтувале и само турбофолк не било незамисливо негде да се пушта ни у кафана, а не се знаело турбофолк, идеш у ФЦУ, у шампионче, кај што се таксисти и така дали. Значи сега е сегде турбофолк и дрога. Она апсолутно у најобично кафанче ќе си речеш така безопасно изгледа, изгледа, али... али знаеш како, тоа секој си има свој вкус и за вкус навистина не се дискутира заради тоа да, што е али дискутираме за релевантно. невкус. Ајде да наздравиме. Ке ми дозволите, ајде да наздравиме Ајде прво да први. наздравиме со И едно ова, убаво опа. винце. Многу убаво винце. Па, На здравје. Усвари го проба точно. Јас го пробав, да. Тоа ни е од нашите пријатели помагатели Шато Ризов, Вардарска долина, кои што имаат навистина прекрасно вино. Давид, тебе ти се допадна? Алал да име, стварно е прибаво. На искрено не правам лице, како што знаете, сум многу отворен, најбавото вино што сум го пробал. Благодарам. Ај пред да кажеш, може да ви подарам едно вино за дома. Повели, ова е за тебе. Еј, како не може? Повели. Ева ти. вака. Јас ги заборавив повторно Фала ти кисичките. 3 емисии поред Еве, ги тука ти заборавам го оставам. кисичките. Јас сакам да кажам нешто, би ве замолил ова да не го исечете. Како што кажа Принц, се согласувам се со него. Мислам дека турбофолкот е навистина селјачизам. Инаку, младите денеска, моја генерација и помлади и така натака, и постари, имаат за жал лоши идоли. Јас, на пример, иако сум млад, 2002 година сум роден, мои идоли, што се несува од српската естрада, немам. Единствено ми е вашата Ти помлад гостинка. од Фројд е жив. Да, вашата гостинка ми е само од Србија идол Карлеуш, што ви беше гостинка. Инаку, од Македонија, ми е идол Брейк, Принц, Бојана Скендеровски, иако е малце помлада од овие двајца фраери. Има навистина многу луѓе. Јас слушам македонска музика, Пере Нокаут, морам да го кажам. Па да, ама и Пере Нокаут, и Брейк, и Принц сите имаат многу поразлична музика од Јелена Карлеуша. Како ги спои тие не стилови? се заради модата само, Така. ради облекувањето. Тука сакам да го поздравиме нашиот генерален спонзор од Државна лотарија, кој што на нашите гости им припреми подароци, но пред тоа сакам да ви кажам на сите вас дека треба да време да предизвикате среќата. Како може да го направите тоа? Тоа може да го направите со тоа што ќе изгребете некој од нивните инстант лозови, ќе се пријавите на нивната онлайн платформа, ќе се регистрирате поточно на www.megawin.mk и секако да не заборавите да ги уплатите вашите 7 срекни лото броеви. Државна лотарија ве предизвикуваат и вас да предизвикате среќата. Тука имате гребки кои што ќе Јас си ги темам никогаш изгребите играно, дома. баш ми е Како? чест, Да, немам, немаш? да. Навистина? Да. Еве, Сега сега прв прв пат пат ми ќе да. Среќен сум навистина. Сега прв пат ќе ја предизвикаш среќата, па доколку ти се падне нешто, може Фала и ви ти да многу. купиш уште едно винце. А сега како што е редот, како што ви кажав претходно, затоа што Давид ги измислувал игрите во неговото шоу, ние Така си е. имаме Ангела која што ги измислува игрите во нашето шоу. Ангела и нејзината жешка енигма повели. Добро вечер, драги гледачи. Повторно во рубриката Жешка енигма со мене Ангела. Сакам првенствено да ви се заблагодарам за целата гледаност и за позитивните коментари кои што ни ги давате. Вие не потикнувате да осмислуваме вака необични игри. Денеска сакам да ги поздравам моите гости. За мене тие се пример за автентичност, веќе како што се кажа. Нивната креатива низ времето создала многу текстови, многу приказни. Денеска сакам да создадеме една необична приказна заедно, па затоа ја избравме оваа игра. Јас ќе започнам една приказна, а секој од учесниците наизменично ќе треба да ја продолжи приказната додавајќи по една реченица. Во позадина ќе имаме музика која што доколку е од забавен карактер, треба приказната да биде во забавна конотација, а доколку музиката е малце потажна, приказната ја водиме кон
тажна конотација. Да, велете. Ако пуштите турбо фолк на принц, секи му биде тажно. Како да ти кажам? Гледаш ме предизвика да пуштам и турбофолк. Може би и турбофолк ја слушнеме. Дали ме разбравте? Да. Драги мои, а сега би ја започнала приказната. Фаталната жена, Руменка Кромидаровска од Пустец, како замиленик имала кокошка со 3 ноза, араукана кокошка, која што со текот на времето почнала да покажува наклонетост кон жени. Драги мои, Давид, дали би сакал да почнеш? Може. И кога Стојан од Велес ја купи од Пустец Кромидарова, и го кошката ја купи и ја продаде на Александар. И Александар во тој момент кажа: И купи пурпурно руменило на Румена и со се кокошката си направија кокици и гледа документарец за Пустец. И во тој момент, да си продолжам така? Слободно. И во тој момент влезе мајката на Стојан од Велес и кажа: зошто гледате документарец за Пустец кога веќе ти 500 евра даре за Пустец? Пуштате си стар шоу. Ама неќеме. Ама мора да сакате и тука се скара све крваста на албански, на македонски, велешки, скопски. И рекол да гледат стар шоу со Давид и Принц, затоа што во тој момент влезе Ангела, најдобра глумица од Битола, и во Битола нема аеродром. И кога нема Ама жените се? А? Жените се? Жените се во Битола. Авиони! Авиони! Така е, а Битола е близко до Пустец? Битола, не знам дали е близко, не сум бил. До Пустец! И Ангела сака да иде у Пустец, ама сака да иде со Ивана. И тогаш Ивана рече: Александре, широк ти сокак, само дале од мене. Толку ти кажа? Толку. Епа Highway to Hell. И во тој момент се на широк сокак, познатиот широк сокак, се одржа по втор пат ова година Браќа Манаки фестивалот во кој што го водеше Ангела, ама Ангела тогаш не чече да ја покани Ивана и затоа само ги покани оние пристојните гости, најгламурозните гости, а тоа се Кромидарова и Стојан. И после Кромидарова и Стојан, не знам што направија, Принц нека доврши. Отидоа Го заедно деконцентрира у музиката. најблиското казино. Во Битола? Во Битола, И казино до таму казино. сите 500 денари што ги имаа во новчани ги изгубија на рулет и после тоа и се јавија на мајка му на Стојан да ги собере со трактор до широк сокак. И пошто немаа пари за на Манаки фестивалот, отидоа на Смилевски фестивал. Ама на Смилевски се појави оние латентни геви, оние батулиња, како што сте имале вие девојки, барем по еден дечко такви, набилдани такви, им рекоа: не може да влезете тука, не може да влезете тука, и тогаш они ги избрка и со тракторот си продолжија повторно кон кон Пустец, и Кромидарова му ги врати парите и му рече на Стојан: Стојане ми порасна четврта нога. Стојане, да ти ги тиктам овие 500 евра, ја вредам за јас. Не ме пратам со причи, више. Овие 500 евра, Стојане, со такви трошкови со тебе и трактори, и Браќа Манаки, и Битола, и Велес, и кај се ревевме, и овој фестивалов, овој Смилевски, како го кажа, и казина, и трактори, со тебе 1000 евра потрошив, човече, ти ме плати за 500. Чао! Со 500 евра, 5 македонски бенда ке викнам и сам ке направам фестивал. Значи што коштат релативно толку. А вредат повеќе. А не морам ни да им ги дадам. Типичен македонски синдром. Драги гледачи, јас сум фасцинирана и од глумачките способности, влегоа и во диалог. Тука постоеше Јас се на трогнат таква од оваа енергија. приказна. Така е. Давид, разбуди се, морам да ти дадам еден ваучер. Ја мислев вештачко дишење. Индиго Тату Студио ви подарува вредносен ваучер од 100 евра. Тоа се нашите дечки кои што доколку сакате тетоважиче, знаете каде да се обратите. Ви благодарам многу за креативноста. Сигурно ќе изиграме уште еднаш ваква игра.
Кога да Во сакаш. иста постава. А вам, драги гледачи, ви благодарам што не следевте и денеска. Како ви се допадна? Прекрасно. Навистина необична игра. Ете, јас кога бев на негови години, вика дека никогаш нема игри да играм по емисии вака. Меѓутоа, ете, се покажува вистините тоа што он го кажа претходно, дека со годините се менуваме. И ете, доживеав и тоа. Добро, значи пријатно ви било. Се надевам дека Ама со ти кокошката работиш. со 3 нозе. Принц, ти работиш со млади луѓе, како што слушав у последно време, така Да. да мислам дека таа младалачка енергија, како некој вид тако хезија ќе делува на тебе, така да ќе се приврзеш. Јас нонстоп со млади луѓе работам, само што ги растам многу генерации помина. Сега веднаш по Ангела имаме припремено уште една рубрика, тоа е рубриката на Емче. Емче веќе ја познавате, доколку сте гледале емисијата ја знаете од кај нас, доколку сте гледале Инстаграм, ТикТок ја знаете од таму, тоа ни е кениска ќе дојде, афричка снаа кај нас тука во Македонија. Лепотица, згодна. Лепотица, која што да има талент неверојатен, да ги расположува луѓето, да ги насме. Пред да дојде Емче, сакам само да ги поздравам нашите спонзори Азелеа и Лакшери Шуз, кои што се грижат за нашиот изглед. А сега да видиме како нашите гости ке пливаат во длабокото. Затоа што токму така се вика и рубриката на Емче. Повели Емче. Какво прекрасно друштво имаме денес. Така е. Фала. Морам да ви признам дека имате многу добра енергија која се осеќа во студиото. Ти, Давид, секогаш со уникатен изглед, и ти, Принц, секогаш своето. Браво, браво. Така најдругарска ти кажам нешто. Браво. Ем, да ти кажам, Да. од преска збориш ти кажам ја нешто вака. Ти се дивам. Си го научила фала македонскиот многу. да го зборуваш. Има луѓе кои што оваа земја се родени, а не го знаат уште македонскиот јазик, не ми сака да го научат. Знаете на кого алудирам. Ти се дивам. И прекрасна си и сум среќен што го работиш ова шоу и ти посакам навистина многу успеси, навистина си, не знам што да ти кажам. Прекрасна. Фала многу. Amazing. Фала, Давид. Така ми се насмее и Емче. И јас многу сакам прекрасни личности како вас. Исто и ние сакаме. Да. Бабето некако да го завршиме затоа што мислам дека ќе продолжим некоја друга конотација. А сега, официјално, здраво на сите, здраво Македонија, време за мојата рубрика Во длабокото со Ем. Епа, ќе видиме колку нашите гости се спремни за длабоки работи. Како да ти кажам сега, се си искуство. Александар, би започнала прво со тебе. Кажи ми некоја случка од твојот живот, од која си бил ептен засрамен. Добра, ајде. Сум идел по улица и мислев дека сум сам на улица. И си се ослободив многу. Меѓутоа, после со белка видов дека има девојка на 5 метри од мене и со чизмата прави вака, демек чизмата ми направила таков звук, знаеш. Каков звук каков звук беше конкретно? Ако не знаеш каков звук беше, така не знаеш. Па знаеш, Појма нема зашто. кога треба парното да го обезваздушиш, да го пуштиш она за притисок, ваздухот да искочи. Добро. Секогаш пишуваш скокотливи пораки на твоите социјални медиуми. Ете пример конкретно за текстовите поврзани со жените. Имаш ли некои остарени фетиш или желби? Љубовта е многу и задоволствата се многу креативни. Креативно поле. И кога ќе срушиш некои, да кажеме, Да. нормативи, бариери кои што сами сме ги замислиле, сваќаш дека у суштина има едно море на задоволства. И не можеш да се фокусираш на нешто
само ова или само она. Треба да не знаеш како, класичен музичар се прашува како ќе отсвири. Джезер кој ќе седне на концерт се прашува што ќе отсвири. Значи, и во љубовта треба да си малку джезер. Добро, а трета, дали има нешто во животот за кое на вистина си се покаѓал? Не се кајам за ништо, бидејќи работите за кои што може би требало да се каеме, само не прават подобри. Дел се од нашиот карактер. Лекциите кои што на своја кожа ги доживуваме, ни се најдобрите лекции во животот. Откако Принц одлично ни одговори се префрламе кај Давид. Давид, спремен? Или не? Морам. Се само спремен, да. Се потиш? Да. Светка од светките. Ајде. Дали понекогаш се сметаш за изфрустрирана личност? Не, никогаш. Затоа што немам ништо направено, нешто што ќе го наведе тоа. Не. 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 Дали мислиш дека кавгата со естрадата ќе те доближи до врвот или ќе те турне кон дното? Па за тие личности кои што се караат со естрада, мислам, не може секој да ти пречи, не може секој да имате различни размислувања, па да имате различни размислувања, тоа е сосем окей. Мислам, ако постои некој таков што е скаран, да речеме, со половина и повеќе естрада, мислам дека дефинитивно ќе падне надола. Нема да се качи на врвот. Па такви не знам дали има кај нас. Дали девојките те прифаќаат ваков позитивно, луд како што си и сакат да бидат со тебе во љуборен однос или сепак најчесто те гледат само како пријател или занимлива личност, биди искрен? Се зависи од мене, зависи која сакам да ме гледа како пријател. Например, ти сакам да ме гледаш како пријател, ако има некој што ми се допаѓа, верувај дека нема да ме гледа како пријател, затоа што во одредени најубаво е да насмееш девојка. Мислам, вие сте 3 девојки, нели е најубаво кога мажот знае да ве насмее. И во вашите тешки моменти, затоа тогаш сум позитивна, луда особа. Инаку во одредени сериозни, кога се дебатираат за одредени сериозни теми, тогаш сум негативна луда особа. И ви благодарам што девте дел од мојата рубрика и ви посакувам се најубаво животот. И Ивана? Никад да не се видиме више. Не. Се шалам, Емче ни е апсолутно најпозитивниот лик, Прекрасна така да не би рекла прекрасна. дека такво нешто би помислила. Емче има да ви даде исто така подароци, ние сме дарижлива емисија. Тоа се подароци од нашите пријатели од Джико Home Center, кои што, ете ви се подарок од нашата Емче. Ти благодарам, Емче. Фала ви многу. Имам една анекдота со слично име, Емка. Добро. Сега по телефон збориме и возам ја и као здраво, идам ја натака. Ајде те чекам. Добро, кај ме чекаш? Па кај Емка. Каде? У кола не слушам, знаеш. Емка? Абе со М или со Н? Абе со Е. Сакам да ти кажам нешто, што преска спомна Yes Teacher. Сакам да ти кажам дека Емче една година пред да ни дојде да ни биде дел од нашето шоу, беше професорка по англиски. Браво. Да. И еве сега ние тука заедно не предава англиски, ама предава македонски за тие што кажи сам. Браво. Принц, сакам тебе да те прашам за тоа што некаде прочитав дека се спрема големо музичко шоу, што се спрема кај нас на македонскиот простор. Дали е тоа точно и кога ќе почне да се случува? Го држиме така малку во тајност. 20 години чекавме некој да му текне да направи едно убаво шоу, бидејќи сведоци сме на многу шоуа што ни доаѓаат од страна, од соседство, иако содржината сметам дека можеме многу боле. Ние можеме многу подобра содржина да направиме. Сепак, форматот на кој што они веќе ги прават тие шоуа, ни поставија едни други стандарди, кои што не е лесно да се постигнат на вистина на едно големо професионално ниво. Меѓутоа, веќе емисии од типот на оние емисии кога нас не правеат звезди,
каде што имаш еден водител у ќоше со нели само бела позадина или едно столче, тоа веќе не поминува. Сепак сега се потрудивме стварно да направиме нешто многу атрактивно, динамично, да е негде со динамика измеѓу YouTube и ТВ, да не е баш Класика. Музичко шоу зборуваме како Музичка музичко емисија. шоу за одбирање онака на звезди, пример, откривање на таленти или... Не, музичка емисија за естрадата. Така. Значи тоа се интервјуа и повеќе други анкети, рубрики, ќе наскоро многу ќе видите. Добро. Снимено е. Значи Снимено се е собра. веќе? Да, снимивме, меѓутоа ќе видиме кога и каде ќе почнеме. 2025-та. Па сега е за неколку месеци, окей, значи ти не кажи датум. Бидејќи стварно веќе на неколку пати ги собирав повеќе продуценти и бевме на раб да направиме нешто заедно, бидејќи самите телевизии за жал не се многу волни да инвестираат и решивме сами да ја направиме со сите сили и се она креативно што мислиме како треба да изгледа. Ги спомена балканските шоуи за тоа како тие поставиле некаков стандард и тоа како, пример, излегуваат звезди или не звезди од истите тие шоуа. И некаде во интервју имаш кажано дека од сите тие балкански шоуа немат звезди, дека се звезди само една година додека се надпреваруваат и после тоа дека исчезнуваат. Па да, ги премногу ги експлоатираат цела година и кога они веќе ќе им заврши нели тоа сезоната, се толку експлоатирани и заменети со нови, оставени потоа она што викаш ти кога ќе постигнеш некој врв, после е тешко да се држи тој врв кога не стои продукција позади себе. И после она, знаеш, ги лупа од земја истите тие Тука ликови. сакам да се надоврзам за нештото И поради се тоа што... премногу експонирани кај луѓето, знаеш, им досадиле више да кажам. Нема што да откриваат кај нив. Сакав да кажам вака, не фаворизирам балканска сцена или надворешна сцена, си ја сакам македонската музика, македонските артисти, дефинитивно ги поддржувам сите, но сметам дека тука имаш многу голема грешка, токму од тие шоуа кои што се надвор од нашите граници, се излезени звезди кои што ден денес работат и заработуваат многу повеќе од што некој човек може на сон да вели. Ова е реално. Добро. Заради тоа што кај нас во нашите шоуа ретко кој пример, ова е само една вистина, дали е добра за прифаќање или не е добра за прифаќање, е таква како што е Ова кај нас пример нема. Принц, дали ќе ми Сигурно дозволиш? пред 15 години го имам кажано ова. Не знам, искрено. Може ли да ми дозволите? Ајде, Накратко. може да ти дозволим. Каже една пејачка, еве да не кажам јас од Србија. Театирович. Театирович. Една ми Театирович кажи. направи бум. Талентирана е за танци се тоа. Ако Театирович во Србија немаше кара да се промовира, немаше како што имат они над 53 телевизии, не зборам на национално ниво и на регионално. Ако немаше 100 емисии на една телевизија, дали Театирович ќе беше популарна? Ако се појавеше еднашка годишно се извинувам, во една емисија, немаше да стекне популарност. Што ќе пее по диска, ќе види некој. Во Македонија колку емисии се? Дали некој не поддржува, дали ти сама не се снаоѓаш, еве со помош Алфа телевизија, браво, супер. Но тоа еве сега, тоа е реткост. Нас се Не нема се емисии, сложувам. телевизиите не ја поддржуваат македонската музика. Што е патриотизам? Не е патриотизам некој да се истетовира тука Македонија, никогаш северна и така натака и да вика јас сум македонец. Не. Патриотизам ако сакаш својата земја, културата е најбитна гранка за една земја. Да се развива таа земја, Јас народот да зборував сака. дека од едно шоу Они има да излегла се некаква промовираат. звезда и кај нас можеме да се промовираме. Доколку се Каде? вади нешто што е добро, како, каде, колку емисии сме. Еве јас ве викам, многу често знам да повикам гости кои што па не ми доаѓаат кај мене, македонци. Сега јас не сум крива што тие мене ме одбиваат и не сакаат да си ги промовираат своите песни. Не е дека нема каде. Кај нас не се знае како, а не каде. Каде има. Имаше едно време каде немаше каде. Ако гледаме објективно, значи не постои телевизија прво со музичка редакција, музички уредник, да не збориме за образовна редакција, Да, тоа е образовни уредници, детски и така Се натака. сведе на политика. Ама Тоа е точно проблемот. сакам да кажам вака, па и овие пеачки, еве сега што ги коментиравме, тие Вакво пеачки не се вакво излезени шоу од е не добро знам за каква- веќе промовирани пеачи кои што веќе имаат хит и сега се интересни да дојдат кај тебе и да ги видат луѓето малце поинтимно. Меѓутоа, нас, она што ни фали се лансирачки емисии.
кој што кога ќе идеш на таа емисија со нова песна да презентираш, таа веќе автоматски да стане, да ја перцепираш као хит и веќе да стане секаде хит. Добро, тоа треба и емисијата да си има самата по себе, да си има голема позадина, да си има голема гледаност, за да може сето тоа. Оваквите ток-шоуа се Треба некаква време. круна на веќе постигнат успех со некој хит. Јас така ги Искрено, ние уште го почнавме, па еве и се до ден денес гледаме тоа да го правиме, секогаш спојуваме некој што е како да кажам, некој што е веќе истакната изведувач, не мора да значи дали е тоа фудбалер, дали е тоа политичар, дали е тоа музичар или било што, со некој што е помалку истакнат или понова генерација. Еве како што и вие двајца сте моментално. Така имавме и до сега и целта уствари ни е точно тоа, да направиме промоција преку тој некој истакнат изведувач над другиот што му е потребно можеби. Истата таа помош. Па можеби и обратно. Може би обратно, точно, може би обратно. Не е дека така јас немам потреба од своја промоција преку помош, бидејќи различни таргет групи се. Луѓето мислеа дека Пол Маккартни бил промовиран и направен популарен од Кање Вест. Младите деца така мислеа. А уствари обратна Така, ситуација. Така, бенефитот е обостран. А јас сакам да ги поканам сите на 6 декември во МКЦ на концертот на Мизар. Веќе во Мизар сум веќе 2,5 години мислам, не знам точно. И направивме неколку турнеи низ Балканот. Во Македонија сега го правиме овој концерт. 6 декември, значи. 6 декември во Младински културен центар, а потоа сме 29 декември во Белград концерт. Така. Во салата Дорчан. Така, Да, добро, Дорчан сега се веќе вика, кога споменавме дека на 6 декември има во МКЦ Принца Голем концерт, концерт. да, точно, сакаме еве сите да ги поддржиме и сите што ви се допаѓа неговата музика и не ви се допаѓа, можеби да дадете простор, време и начин за да пробате да слушнете нешто поразлично од тоа што сте навикнати да слушнете, а сега јас би сакала Ангела да пушти една песна точно од Принц, заради тоа што Давид имаше една желба, па сакам да му ја исполниме еве тука во емисијата. Прво да кажам нешто слушнеме јас, една. може ли? Ајде, може, ајде. Си го дарам Ти секогаш својот имаш увод. што да кажеш. Така е, Ајде. така е, најмлад сум, така е. Кога сме кај Принц, јас многу ја сакам неговата песна Фройд. Па во денешно време искочија многу интересни дечки кои што преку аутотюн стана пејачи. Јас не го планирам тоа, но затоа нема да пеам, тоест ќе пеам на некој поразличен начин. Може ли? Може, Еве, ајде. Да направиме интересно шоу. Време за шоу, така ли е? Ајде. Кој си ти, откаде ли се појави, ко гром од ведро небо да ме погоди. Поглед, од тебе не можам да тргнам по љубовна. Ајде, Принц, сега кажи ми како ти се допадна оваа изведба. Ти едно време видов си легна нешто, па се покрипа, не слушаше. Како ти кажам? Незгодно ми е Ајде, така. кажи ми. Незгодно ти е? Човек што Молам. се уште учам да примам комплименти. Многу тешко примам комплименти, бидејќи не знам да ги примам, навистина. Како што кажа, песната е постара од мене. Еден од моите помилени македонски хитови, навистина сум среќен што вака ја пеев со точни тонови, така ли, одлична динамика, Во плейбек. интонацијата одлична, дикција перфектна, така ли е, Принц? Така. Има некои работи кои што малце луѓе ги приметуваат, многу од песните ми се, да кажеме, женски. Па и Фројде жив е женски, значи пеам кон машко. Меѓутоа не дека пеам кон машко, туку се ставам Да. себе си од перспектива на жена, па
Сакам да откриеме нешто и за гледачите што не го знаат, што јас случајно го дознав со моите новинарски секако способности, а тоа е дека, како што го споменав и шоуто кое што ќе се случува за некое време на нашите простори, би рекла, токму тоа шоу ќе биде водител Давид. Па сега случајно што го говорихме, ви кај бе дојде. Не, се шаламе. Така ние се запознавме. Ако нема да го заборам никој датума, 31 март, по полнотен, веќе 1 април ми се јави ми вика. И знаеш дека 31 март јас ја снимав првата емисија? Да? 1 април поточно, да. Ете, Првата гледаш, може емисија ја има нешто снимавме тој тогаш. датум, нешто има, Да. нешто, се астрологија. Не знам како да кажам, и навистина ме направи среќа, и нас тогаш ја завршив мојата прва емисија од одредени X причини и кои што не би сакал сега да ги зборам, немам време и навистина сум среќен. Ја сакам Македонија, го сакам овој народ и му верувам на принц. И затоа останав тука да гостувам Старс и да работам со принцот што му верувам. Ете така, баш убаво кажа, јас ви посакувам успех во се тоа што ќе си наумите во животот, нели да си одите само по нагорни скалила и како што ти кажав претходно, значи чекор по чекор. Степ бај степ, Да, така. степ бај степ, не мора се да се брза, да ми дојдете повторно, да ни бидете гости, Ако не да се викнете. забавуваме, зошто да не? Јас мислам дека убаво си поминавме сега. Фала. Ова После ќе биде нагледан епизод, тоа сум сигурен, така да Океј, одлично е тогаш. Тоа, драги мои, ние се гледаме следна среда, до тогаш ви посакувам да ни останете во добро расположение. До видување. 3-1-2. 3-1-2. како, сега ќе му дера вака, се испаѓаме глупи, ова може да го исечеме. Чекај малце, ова ќе го исечеме. Да, дефинитивно. Како ќе Принц, дојде? чекај малце, што ми е? Па ти Јас така го сум- кажа. Убаво си кажа, уствари ти. Ти Јас така? сум принц, како Кога што е бил принц принц млади на година, мои ма. години, да. Па што кажав се лош? Продолжуваме па натаму. Ајде, сега не можам да тргнам. Абе, Давид, убаво си кажав, јас Ќе сум тестирам, тестирам. Сега да го фатам цвеќето да не биде во Мислам средина? дека направив нешто... се откачи микрофонот само. Го ставив, не знам што направив. Морам да ви... Дојде малку. Come here. Супер. Сега? Ајде, морам да ви... Да, сега можеш.